Благодарам, председателке. Денес на дневен ред на Комисија за избори и именувања е изборот за кандидатка на Уставен суд. Тоа е професор доктор Јадранка Дабовик Анастасовска, редовен професор на Правен факултет Јустинијан I во Скопје. Навистина импозантно CV со кое професорката треба да биде горда за целата своја измината работа, за печатот што го има оставено во областа на правото. Од друга страна, не можеме, а да не си го поставиме прашањето зошто мнозинството и оваа власт сакаше да го протне изборот на брзина, на мала врата, за кандидат со такво богато CV, кое што е на 25 страни опишено. Оваа власт, сведоци бевме дека не направи консултација со нас, со опозицијата, биографијата не беше доставена ни на почетокот на комисијата во понеделникот, на наше инсистирање, на наше барање и интервенција, не беа направени од нивна страна ни консултации за тоа дали ние имаме кандидати за Уставен суд. И потоа тоа некако се среди, па во вторникот започна комисијата по редовна поставка. Тоа го кажувам заради јавноста. Инаку денес втор ден дискутираме по изборот на доктор професор Јадранка Дабовик Анастасовска. Реков, импозантно CV, кое што за разлика од претходните кандидати, кои што беа предлагани од власта, Тања Васич Бозаджиева, Фатмир Скендер, јавниот обвинител Јовевски, не може да се каже дека се работи за истакнати правници, особено кога се зборуваше за Тања Васич Бозаджиева, од еден стручен соработник, советник на Филипче, директно во Уставен суд, а при тоа обременета пак и со негативни, би кажала, негативно обременување на целата нејзина работа во претходниот со примање мито и така натаму. Фатмир Скендер, тој за волја на вистината доаѓа од апелациониот суд, си бил судија во апелациониот суд, секретар во Центар Жупа, меѓутоа од тука произлегува и самата девалвација на Уставен суд кој во порано важел за бастион на правото и местото во Уставниот суд е токму на истакнати правници, врвни професори, ценети меѓу својата фела, а се соочуваме со вакви кандидати. И не можеме да не го спомнеме јавниот обвинител Јовевски, кој требаше да биде награден и неговиот избор се уште е неизвесен. Требаше да биде награден со столче во Уставен суд, со тоа дека цело време молчеше, не покренуваше постапки за многу скандали кои што го тресеа правосудството, судскиот совет, судиите, обвинителството. Така што неприфатливо е да го основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција да го тресат скандали и тоа исчезнаа докази доставени од Европска институција за криминал во Македонија, а тоа требаше да го оправи шефот на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, а бази за кое што американската амбасадорка Агелер ги искара и институциите и обвинителите. Значи, власта систематски си бара решение, системски си бара решение како да си ги пополни институциите кои понатаму ќе ја бранат заради криминалите, корупцијата. Сведоци сме дека во изминатите 6-7 години секојдневно ја тресеа државата со криминали, корупција, па дури и во судството, во правосудството, во обвинителството.
Сведоци сме на тоа како се избира и судиите прво за членови, а потоа за председатели на судскиот совет, Весна Адамова, директно од фотоалбумот на СДСМ, неизиното разрешување и како тоа неизиниот исказ дека некој ќе биде среќен за тоа неизино разрешување, а таа е само стручен соработник, исказите на професор Тупанчевски, тогашен министер за правда, дека не може стручен соработник да ја цени работата на судија од Врховен суд, ама тоа не се однесувало за Весна Дамева и потоа исказите на екс-председателката на судскиот совет, која што зборуваше, кога сама си даде оставка, дека постои судска бизнис елита. Значи, се на се оваа власт го девалвира правосудството, затоа довербата е таква каква што е, 1%, можда веќе и 0% во судиите обвинителите, меѓутоа треба да се каже дека и таму има луѓе кои честно си ја работат својата работа и се одговорни на својата работа, пред својата фела и го заслужуваат местото каде што се. И сега професор доктор Јадранка Дабовик-Анастасовска треба да седне токму со Тања Васич Бозаджиева, треба да седне со председателката на Уставниот суд, судијката Кацарска, која што се изучува на факултетите во Колумбија, како не треба да се води една постапка, која што го загрозила уставното право за слободен говор, за слободно изразување на мислата. Професорката Јадранка Дабовик-Анастасовска зела учество во изработка на многу бројни закони. Како ќе се избори со овие сега нејзини идни колеги во Уставниот суд во имплементирањето на тие закони, во чие изготвување зела директно учество, времето ќе го покаже, да се надеваме дека професорката ќе стои зад својата работа, која што е оставила зад себе, зад реномето кое што го оставила зад себе и дека ќе биде достојна на тоа се што го постигнала. Реков дека оваа власт фрли кал, го зацрни образот на судиите и на обвинителите со тоа што им вршеше и притисок, политичко влијание. Затоа имаше зборувано и председателката само пред 1-2 дена, имаше на телевизија како председателката на Врховен суд зборува за политички притисоци. Професор Јадранка Дабовик-Анастасовска во моментот учествува во изведување на настава на Фармацевскиот факултет во Скопје, на постдипломските студии, предава здравствено законодавство, системи на здравствено осигурување, меѓународни организации, меѓународни договори и прописи за лекови и регистрации и лиценцирање на лекови. Оваа власт успеа да го извалка и образот и на белиот мантил, да го загрози здравието на граѓаните, одговорност за преку случувањето, односно на грозоморниот скандал на онкологија, одговорност мора да има, бидејќи во спротивно се оцрнува целиот медицински персонал кој работи професионалност. Треба да има одговорност, бидејќи одговорноста има и име и презиме и лесно може да се луцира, ако надлежните честно си ја завршат својата работа. Со разрешувањето на овој грозоморен скандал ќе се допринесе и нешто да се подобри довербата во правосудството, ќе се допринесе и да се исчисти образот на белиот мантил, затоа што одговорни доктори има, повеќето со исклучок на некои, одговорно си ја вршат својата работа согласно Хипократовата заклетва и затоа
работата и одговорноста треба да излезе на виделина. Оваа власт покажа дека не секому му е местото во Уставниот суд, дека тоа е место на правни лица, високо позиционирани, ценети од правната фела. Власта тоа го девалвира со изборот на претходните кандидати. За состојбите во правосудството директно е виновна власта и сето ова мора да се смени, а тоа ќе се смени со промена на власта. Благодарам.